Како се караат кинези и роми на пазар? Првото вработување, модерни свадби, женски митови и уште многу други животни вистини имавме можност да ги слушнеме прераскажани од Неша Бриџис и Маријан Ѓоргиевски. Во рамките на Скопско лето го наполнија клубот Колосеум, а публиката неколку пати ги враќаше на бис. Неша Бриџис е урнебесен во имитациите, а најдобро му лежи кинескиот јазик. Шацен где? Тунгаѓа? 23 вестикона сане најкиза, не најкја. Пуфале. Случките од секојдневниот живот се негова инспирација за настапите. Па види овако, мени е ствари, све о чему ја причам е тоа е нека мини автобиографија, мало онако искарикирана, али углавном све што се мени дешавало, се заиста дешавало и така дале. Мој посол ствари да видим и преприча публици оно што су они веќе видели у ствари. Ја само то преточим. Луѓе воле реалне ствари, воле реалне ситуације. Политика ме не занима jer je dosadni su političari, tako da samo neke realne stvarčice, priče i to je to. Си го сака Скопје, ама не можеше да се изначпи на фактот дека немаме Макдоналдс. Ovo mi je, ja mislim, 5. ili 6. put, ako se ne varam, i uvek kad god dođem se lepo provedem, uvek mi je super, uvek me dočekaju, uvek je sjajna atmosfera i Skopje smatram za svoj grad, drugu kuću i eto. Неша македонската публика го запозна по хитот во кој се препукува со Рики Мартин, но тој не застана тука. Vi ne znate? Dobro, Ricky Martin je interna šala između mene i mog drugara, postoji jedna priča koja prati ceo taj fazon, ali gledatelji i slušalci u stvari mogu da nađu na YouTube-u novu stvar koja se zove Joj nemoj. Znači, ukucate Nesa Bridges and Oliver Sotra, Joj nemoj, izađe vam novi spot koji je onako teška jedna ancija, tako da ljudi to mogu da pogledaju ponovo. To je skroz onako malo drugačiji fazon gde sam ja kao neki reper, čisto da pokažem mojim reperima da ja mogu da budem reper u Srbiji i tako dalje. Неговиот колега Маријан се прослави со видеата на интернет, но веќе прекина со тој спорт. Зошто Маријан повеќе не снима видеа за YouTube? Не, припремавме некаков проект кој што сакавме да се случи во текот на годинава. Разговаравме со повеќе телевизиски куќи, не се случи за жал, останав на интернет, направив неколку клипови плюс и не знам повеќе, имав настапи во живо и работев театар, работам со Битолски народен театар и работам театар повеќе сега. Со снимањето на интернет стигаш до многу луѓе. Не знам, 100.000, 200.000 клика имаш. Некако осеќаш дека стигаш до многу гледачи. Доаѓаат, например, луѓе од Австралија, од Америка, например, камионџи и велат, го пуштаме клипот таму, не расположуваш во таа смисла. Али настапите во живо, друга е еуфоријата и друг е фидбекот од публиката. Без разлика што го нема по интернет, Маријан се уште актуелен со настапите и има одличен нов материјал кој не би требало да го пропуштите во живо. Се гледаме на наредното стендап комеди случување.